Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули се скара и со бројките. Тој не верува во мерните станици кои не биле под државна капа и смета дека има драстично намалување на загадувањето во државава. Иако не поминува ден кога Скопје, но и другите поголеми градови не се меѓу првите 30 најзагадени места според светската листа на Air Visual. Тој на граѓаните им порачува да не користеле нерелевантни инструменти или како што ги нарече алатки од AliExpress. Тие само создавале паника кај граѓаните. Се покажа дека и во претходната недела, пред 3-4 недели кога имаше магла како сега што има магла, ние немавме екстремно високи концентрации, како што покажувал. Сакам да укажам дека за нас, како и за сите држави членки на Европската Унија, податоците и дефинирањето на политиката се прави врз државниот мониторинг систем и инструментите кои што чинат многу пари. Со креирајќи политика со AliExpress сензори, може само да настани паника помеѓу граѓаните. И додека министерот се прави слеп и се потпира само на податоците на државниот мониторинг, светската страна која го мери загадувањето во светот Air Visual, денеска Скопје го рангираше на 25-то место на листата најзагадени градови во светот. Додека во изминатите месеци често македонските градови беа и меѓу првите 10, според аргументите на Макрадули излегува дека сите меѓународни мерења, освен неговите, се нерелевантни. Од друга страна, незадоволството кај активистите за животна средина се повеќе расте. Тие се револтирани особено по одлуката на јавното обвинителство кое откако спроведе предистражна постапка, одлучи дека нема доказ за незаконско работење во Дрисла. Во реакцијата на активистите стои: Движењето за чист воздух не доби никаков записник ниту информации за наодите од инспекцијскиот надзор, ниту во соопштението тие се истакнати, туку само е споменато дека е формиран истражен тим врз основа на кои наоди беше изречена глобата, колка би беа надминувањата, каде е записникот, каде се наведени стандардните алатки кои се употребени за да се утврди надминувањето на граничните вредности. Инаку последното истражување од новинската агенција Meta.mk покажува дека децата од скопски центар и Карпош биле најчести пациенти за болести на дишните патишта.